Во Берово се одржа редовна седница на Источниот плански регион, во чија работа учествуваа градоначалниците од Источниот плански регион. Се расправаше за ефикасноста на акцијата за прскање против комарците, реализирана деновиве во општините од регионот. На состанокот присуствуваше и градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, кој за телевизија Кочани ни изјави: Се разви широко дискусија околу заедничката акција за ефектите од прскањето против комарци, кое што се реализира првата фаза во таа, во претходните 2 седмици, и имаше можне контрадикторни забелешки од страна на градоначалниците, како што беше Кочани, имавме забелешка дека го нема ефектот, Македонска Каменица исто така и Пробишти дека немала ефект, додека другите градови како што беше Берово беа можне задоволни од оваа акција. Се донесе заклучок да оваа акција се продолжи и понатаму, да се на лице место разгледуваат, испитуваат ефектите од тие акции и да се докомбинира со авионско третирање. Сепак, она што 20 и повеќе години не било реализирано, не може само со едно прскање од земја да се реализира, и очекуваме дека оваа акција ќе продолжи не само во наредните месеци, туку и во наредните 2-3 години, за да се добие битката со комарците. Друго можно интересно прашање беше преотстапување на објектите кои што беа на Источниот плански регион на секој од општините која што следува. За нас како општина Кочани интересно дека ни го преотстапија објектот, делот од патот Пантелеј и Турско Рударе, асфалтниот пат да биде во собственост на општината Кочани, формално е пренесен веќе во таа собственост, и се разгледуваат други тековни прашања околу финансирањето, околу другите активности кои што следуваат и така натаму. Инаку граѓаните на општина Кочани и на соседните општини од регионот очекуваат зголемени ефекти од оваа